Здраво на сите и добродојавте на мојот канал. Обично на крајот на годината снимам видео во кој што зборувам за најдобрите книги што сум ги прочитал во таа година што изминува. Изминативе неколку години тоа го правев во облик на топ листа, со тоа што одбројував, да речеме, топ 10 најдобри книги и одбројував од 10-то место до број 1, најдобрата книга што сум ја прочитал или роман. Лани мислам дека тоа го направив со топ 5 најдобри книги и неколку екстра ги спомнав на страна. Оваа година решив да не го правам тоа на таков начин, туку само ќе ги спомнам најдобрите книги без да ги рангирам, и тоа првите неколку книги што ќе ги спомнам ќе бидат од нефикција, а другите ќе бидат романи, раскази и така натаму. Ова беше окей, пристојна читачка година, прочитав доста романи, имаше некои одлични романи кои што сакам да ги издвојам. Снимив 31 видео, мислам ова дека е 32-то видео, не сум 100% сигурен. Пред да почнам сосема на кратко 2-3 куси коментари, дисклеймери. Значи, ќе зборувам за книги кои што се и на англиски, и на македонски, значи на купче од сето моје читање оваа година, тоа што ми беше, ми се истакна како најдобро. Значи, немам за сите овие книги снимено видео. Значи, има неколку на англиски, другите се на македонски. Второ, не ги ставам во овие книгите што ги препрочитувам. Приметив дека препрочитав 6-7 книги сигурно оваа година од типот на Моби Дик, Пирей, не знам, Големата вода и други некои. Не ги ставам тие во конкуренција и одлучив оваа година да ги поделам на нефикција и фикција, со тоа што ќе почнам со неколку нефикциски книги што ми оставија впечаток и просто ќе спомнам за неколку романи и за една збирка раскази. Значи, да не должам многу. Првата нефикциска книга што ми се издвои оваа година, ја мислам дека ја почнав годината со таа книга, е книгата Born a Crime од Тревор Ноа. Тревор Ноа е еден јужноафрикански комичар, стендап прави, значи активен е во медиумите, глуми и така натаму. И ова е книга, Born a Crime, всушност значи роден од престап, во смисла на тоа дека татко му е од швајцарско-германско потекло, а мајка му е од локално племе, нели во Јужна Африка има неколку големи племиња, значи африканка, и тој е од мешан брак, и нели тоа е самото престап во тоа време во Јужна Африка, и раскажува за своето автобиографски, за своето детство, растење во Јужна Африка. Меѓутоа тоа е комично, ведро, смешно, урнебесно, меѓутоа од друга страна и сериозно, критички, на моменти кои ќе ги читате неговите доживувања, си кате се наречи си неверојатни и се невообичаени, и е едно супер читачко искуство. Ако можете да ја најдете на англиски, прочитајте ја. Се надавам, мислам дека ја нема на македонски, се надавам дека некој ќе ја преведе. Значи, Born a Crime од Тревор Ноа, многу супер читачко искуство беше. Вторите две книги се книгите на Капка Касабова. Капка Касабова, тоа значи се Кон езерото и Граница, одлични корици. Се спремав да ја читам Капка Касабова веќе неколку години, и тој дојде времето некако, почнав со Кон езерото, а незините книги не е ни важно сега дали точно ќе лоцираме што пишува, дали се ова патеписи, дали се некои ги доживуваат како романи, тоа е окей. Меѓутоа, важно е дека книгите мене ми оставија силен впечаток, и двете, и Кон езерото, во кој што таа доаѓа во Охрид, Струга, значи околу Охридското езеро, Поградец, преспа, обидувајќи се да се соочи со некои семејни трауми кои што се наследени и така натаму. Исто, значи, особено делот за преспа. Имам видео во кој што зборувам и за двете книги. Граница, значи, се занимава со Тракија, тоа е просторот, територијата меѓу Бугарија, Турција, Грција, Родопите, значи едно место наречено Странџа, Нестинарите, значи речи си магично е, магично искуство е кога ја читате Граница. Можеби малку повеќе ми се допадна, затоа што не ми беше познат таа територија и тој предел и тие луѓе. И двете книги се сјајни. Супер беше што некаде при крајот на август Капка Касабова беше во Скопје, имав прилика да учествувам во разговорот со неа, да ја поставам неколку прашања
си поминав супер, мислам дека имавме одличен разговор. Овие книги се на или може да со која и да почнете, нема да сгрешите. Знам дека во процес е и превод на Анима, незината книга. Едва чекам да излезе, мислам дека е посветен на пастирите, на овчарите во овие краишта. Значи, она што е интересно е што Капка Касабова е одличен слушател, меѓутоа пишува магично. Значи, треба да ја почнете да ја читате, да сватите што ја издвојува, ја прави одлична писателка. Значи, начинот на кој што пишува не е вообичаен и е просто волшебен. Друга една книга од нефикција, која што се мислев дали да ја спомнам, меѓутоа за македонските работи, од Крсте Петков Мисирков. Ова е едно ново издание на Антолог, паралелно оди, имам видео и за ова. Паралелно оди оригиналот и преводот, иако тоа не е нешто драстично различно. Идејата ми беше за видеото да кажам дека ова е важна книга да се прочита, за да се лоцира, да се препознае како се развива идејата за македонска нација, македонска национална самосвест, и дека Крсте Петков Мисирков е клучна фигура. Значи, тој е добар писател, има јасна мисла, добар оратор е. Ова се неколку негови говори и текстови собрани во едно. Во 1903 ја издава. И не требаше многу, на YouTube почнаа коментарите. Не, тој бил бугарин, вака бил, онака бил, вие сте во грешка, неразбирање на историјата, бла, 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 добро. Што да кажам на тоа, немам намера се препукувам и да се докажувам на YouTube, меѓутоа сепак сметам дека ова е важна книга, клучна книга и секој што го интересира тој процес или што живее на овие простори, мислам дека треба да ја прочита за македонските работи. И последната од нефикција, што би сакал да ја спомнам, една книга што последна ја читав и последното видео ми е за оваа книга, тоа е Калта посладка од медот, гласовите на комунистичка Албанија од Марго Реймер, ова е полска писателка, која што пишува така наречена книжевна репортажа. И во последното видео зборувам прво за книжевната репортажа, таа беше во Скопје неодамна, заедно со уште неколку полски писатели, а за жал не можев да присуствувам. Тука зборува за искуствата, значи тука има сведоштва, приказни на луѓето во комунистичка Албанија под Енвер Хоџа. Се сеќавам кога бев дете, тоа беше непознаница за мене. Тоа беше Енвер Хоџа, бункери и затворена земја. Никој не излегува, никој не влегува. Тоа беше за мене Албанија. Подоцна се отвори. Меѓутоа овие приказни се потресни и не само всушност ги доживеав многу, кога ги читав многу тажно, ме опфати на сериозна тага. И сватив дека да, во сите посткомунистички земји, додека биле во комунизам, има трагични приказни, затворање, измачување, цензури и така натаму. Меѓутоа албанската приказна си е своја приказна и уникатна во таа смисла. И мислам дека има многу тажни приказни, не само заради во име на тоа да бидат тажни, туку едноставно едноумие, лудило и после кога ќе ви каже некој како Мао или Енвер Хоџа или не знам Сталин, тоа не биле толку лоши, тоа супер било, тоа биле не. Секогаш индивидуалецот и личната приказна е многу потешка од идеологијата и се тоа може да се зборува многу во видеото за тоа. Не. Кога ќе го читате, ќе сватите дека секој еден живот е важен и колку уништени животи туку така. Затоа што така текнало на лидерот, на партијата и така натаму. Ова е на Славика Либрис, превод Лидија Танушевска, моја препорака за нефикцијска книга. Толку за нефикцијските книги, одиме сега кон неколку романи и збирка раскази. Некако на почетокот на годината почнав со Brave New World, прекрасен нов свет, од Олдос Хаксли. Еден од култните дистописки романи, 30 и некоја го објавува, видео имам и за ова. Значи во ова видео не планирам да ги се задлабочувам, само да ги по неколку збора за секоја книга. Свет со општество со генетички инженеринг, луѓето се одржуваат во некаква блаженство, среќа, со сома, апчиња и така натаму. Дистопија и сега она интересна дилема меѓу
дали светот се движи кон орвелијанско исполнување на 84-та или кон прекрасен нов свет. Според она, ако малце размислите, ќе видите дека се движиме на кај Хакслиевиот прекрасен нов свет, меѓутоа се за тоа може да се дебатира. Ова е многу важен роман, не е совршено напишан, има мани, меѓутоа е добро напишан и е важен роман. Мислам дека секој треба да го прочита Хаксли. Меѓу другото, оваа година тргнав на едно патешествие, ако ме следите по најдобриот македонски роман или најдобрите македонски романи, што ете ќе бидат некој мој избор. И сакам да исчитам што повеќе, полека ќе го правам тоа, е добри клучни романи и така натаму. И ги читав сите поред од Петар Андреевски, 8 постхумно објавениот, некој ги препрочитав од тие и направив едно видео и ги рангирав и победникот беше Последните селани. Ама јас по грешка од Полица Преска сум го извадил Скакулци. Ама не е Скакулци, туку Последните селани, иако и Скакулци е откачен роман и мислам дека во Последните селани Петре е најзрел тамо и е во зоната, влезене во флоу, има и речиси како магичен реализам, има и јунак кој што се крие во шума, протагонист кој што се крие во шума, го гони полиција, скроз лудило е. И некако тој ми беше најдобар роман, мислам дека најмногу ми се допадна. Иако Скакулци, овој што по грешка тука се појави, како скакулец ми скокна во видеово, и ова е вториот негов роман и ова е скроз лудило. Продолжив едно друго патешествие, а тоа е Потрага по загубеното време од Марсел Пруст. Овој роман е издаден во 7 тома, секој по 2 дела, значи зборуваме за 3500 страници. Оваа година го заврши вториот том, сега има разни преводи, Во сенка на растутените девојки, прекрасен превод на Ѓорѓе Марјановиќ, го завршив Пруст си е Пруст. Онака, овде ништо не се случува на 500 страни, ама се случува и е гениален. И сега ќе видам, ми требаше пауза, не знам кога ќе продолжам со третиот том. Меѓутоа, ако сте го читале Пруст, знаете колку е откачен и лут и колку е, не знам, или го сакате или го мразите, немам поима. Меѓутоа, дефинитивно ќе продолжам, не знам дали оваа година, меѓутоа ќе продолжам со третиот том и ќе видиме колку време ќе ми треба да ги прочитам сите. Еден роман што ми беше важен оваа година е Invisible Man од Ралф Елисон. Значи, ова ми беше роман што неколку години чекаше да го прочитам. Ова е американски современ класик, особено во афроамериканската литература. Ралф Елисон пишува 50 и некоја година за искуствата на еден афроамериканец црнец од југот кој што како млад го праќаат на факултет, на тие специјални факултети за црнци. Меѓутоа го бркаат таму, оди во Харлем и тоа едно како патешествие во Харлем, па се здружува, станува агитатор во едно братство, партијата, комунизам. Меѓутоа, она што е, зошто го прави овој роман, значи не е нешто спектакуларен, драматичен романов, меѓутоа што го прави важен е тоа што отпостат кога го прочитав ги сватив нијансите и комплексноста на критиката негова, дека всушност го критикува и лицемерието на и тие што се антирасисти и што се пробуваат да им помогнат на црнците афроамериканците, меѓутоа од сумнителни побуди и така натаму. Значи комплексен роман, не е тежок за читање, меѓутоа важно ми беше да го исчитам овој роман и го прочитав оваа година, еден од најквалитетните што ги прочитав. Еден друг роман кој што го немам тука со мене е When We Cease to Understand the World од Бенјамин Лабатут. Зборував Галамев многу за него, тоа е еден многу необичен роман, склоп од неколку приказни, базирани на вистинити случки од науката, значи зборува за Хајзенберг, Опенхајмер, Шредингер, Ајнштајн, значи од 20 век, тие што работат околу квантна физика, не знам, нуклеарна, што, како се вика тоа, не знам, атомска физика. Меѓутоа ги раскажува, ги поставува како во сцени, како во роман. Меѓутоа Лабатут има таков начин на раскажување, сега можам да ви раскажувам, нема да го доловам. Хипнотички, магичен начин на размислување со некој темпо што ве вовлекува и е генијално. Тоа е нешто генијално. Има една The Maniac,
А добрата вест е што знам дека оваа година најверојатно ќе излезе овој роман на македонски, кога ќе излезе ќе направам специјално видео. Меѓутоа, ако можете да го прочитате во оригинал е ужасна зеленост и тоа се има зошто е тоа така. Меѓутоа, една од главните теми, да речам, е она амбивалентноста меѓу полезноста од науката, тој драйв да направат нешто добро, меѓутоа и деструктивната моќ. И Лава Туте е уникатен, еден од најдобрите наскажувачки гласови, звучам како на телевизија на денешницата. Океј, толку за кога ќе престанеме да го разбираме светот. Друг еден роман што сакам да го спомнам е, што мислам уживав додека го читав, беше она добра семејна приказна, тоа е Пачинко од една јужнокорејско-американска писателка, чие име го заборавив, го немам тука романот, ќе ви го покажам тука. Семејство е на жена која што со незиниот сопруг заминуваат од Јужна Кореја во Јапонија, почнуваат живот, тежок живот, сиромаштија, се развива таа семејна приказна. Една од централните теми е националниот идентитет, корејци во Јапонија, каде што јапонците се чувствуваат супериорни спрема нив, ги понижуваат, значи широка приказна, убава приказна, уживав, го има на македонски, знам, јас на англиски го читав тој роман, мене ми се допадна. И последните две книги, збирката Раскази далеку од Ирска, Вилијам Тревор, еден од најдобрите ирски писатели што јас го немав читано. Ова е една од неговите збирки Раскази далеку од Ирска. Идејата е дека действието е надвор од Ирска, во смисла во Италија, Англија и така натаму. Имам видео за ова збирка Раскази, ова е на Или, одличен писател, сериозен писател од типот на Алис Манро или не знам кои што пишуваат сериозни. Значи раскази од реалистични раскази, комплексни, суптилни и така натаму. Голема препорака за Вилијам Тревор далеко од Ирска. И последниот роман, се прашувам дали подсвесно сум го оставил затоа што сметам дека е најдоброто што го прочитав. Можеби не. Тирза од Арнон Грунберг. Холандски писател, за едно семејство современо во Амстердам, комплексно, себе деструктивно, со комплексни замрсени односи, нели она распаѓање како што напишав на тамнейлот за книгата Распаѓање, болеста на средната бела европска класа. Роман што има темпо, како што кажав за Лава Тут, Грунберг раскажува со многу едноставно, меѓутоа стабилно темпо и толку ќе ве вовлече, толку е хипнотичко тоа и магично што го прочитав за 2 дена. 500 и не знам колку страни, многу. 480. И на крај, во некаде во последната третина од романот ескалира и почнува да ве вози и станува чисто лудило. И многу свеж роман, поразличен од другите, затоа што ретко се наоѓаат и свежи, интересни гласови романи. Значи, тоа е, имам посвета, Арнон Грунберг беше тука негде крајот на јуни, повторно имав чест да разговарам со него, да водам еден разговор, еден интервју. Уживав, си направивме супер муавет, супер човек. Тоа е последната препорака, не е препорака, овие се едни од најдобрите книги што ги прочитав оваа година. Напишете ми и на Facebook и на YouTube кои ви се вашите омилени или кои се најдобрите романи или книги што ги прочитавте оваа година. Ви посакувам среќни празници, читајте добри книги, доколку можете малку одморете, смирете се, да се олабавиме од стресот, да читаме добри книги. После нова година ќе снимам ново видео во кој што ќе зборувам за некои од книгите што планирам да ги читам во 2026 година. Тука ја затварам 2025. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!